Почитувани купувачи, почитувани присутни, благодарам за вечерашното присуство, што сте сведоци на пуштање во употреба на објектот Г09, со кој што и ние како Голден Арт и вие како купувачи ќе се гордеете. Ви благодарам. Почитувани вработени, ви благодарам за целосниот ангажман и посветеност за реализација на овој објект. Покрај вработените во Голден Арт, голема благодарност и до сите вработени кои што учествуваа во изградба на објектот Г09, како вкупна бројка на компании кои што учествуваа се околу 37, а вкупен број на вработени се 760 вработени. Самата бројка укажува за комплексноста на овој проект, во кој што и ние како вработени и купувачите ќе бидат подеднакво горди на проектот кој што го реализиравме. Благодарам. Голден Арт. Дом, не само стан. Голден Арт 09 е најновиот објект на Голден Арт, кој содржи 320 стамбени единици и 10 деловни простории. На сите станари им посакувам среќно и безгрижно домување во новиот наш објект. И овој проект не отстапува од системот кој го има воспоставено со вградување на сите материјали како во интериерот, така и во екстериерот, во однос на електрика, водовод, материсување и така натаму, како што и во екстериерот, односно во самото фасадно решение на самиот објект не се отстапени деталите кои се биле предвидени во основниот проект и се реализирани онака како што биле предвидени. Секој објект на некој начин си има предности, така и Г09 објектот има предности. Близината до центар, околината, школа, градинка, пристап, организацијски поставеност во однос на самиот објект, зеленило и се останато што се наоѓа околу објектот. Тоа се предности за разлика од некој друг објект во однос на Г09. Претходно испланираните архитектонски детали Голден Арт ги има реализирано во целост, односно не штедејќи на ресурси, со цел да се добие поголем квалитет и дизајн модерен за станарите и да ги задоволи нивните очекувања. Објектот е еден од поголемите кои што ние имаме започнато и реализирано во целост. Во изведбата на самиот објект учествуваат 37 фирми како изведувачи со некаде околу 760 вработени кои беа вклучени во процесот на изведбата на објектот од самиот почеток па се до крајот сега. Објектот Г09 кој што го почнавме во мај 2020 година, на почетокот не ликуваше на проект како и сите останати, меѓутоа со самиот почеток и реализација на проектот наидовме на предизвици кои што до тогаш сме ги немале како предизвик. Тоа само по себе кажува за важноста не само за Голден Арт како инвеститор на самиот проект, туку и за сите инволвирани во целиот процес на изведба. Представува голем и сложен процес за да се уклопат сите изведувачи и фирми и во целост проектот да излезе како што е претходно планиран по проектот кој е замислен и по динамиката која што е предвидена на самиот старт. Во досегашното работење на Голден Арт реализиравме околу 100 објекти, кој што секој објект за себе беше посебен предизвик. Овој проект се разликува по многу работи од сите претходно објекти. Најмногу што може да издвојаме тоа што поминавме многу турбулентен пат додека го градевме овој објект. Од самото почнување па до завршување на објектот заселување, во континуитет не пратеа се некакви ковид кризи, здравствени кризи, енергетски кризи, економски кризи. Мораше да се намалува работно време. Значи, кај што имаше луѓе кај што имавме болни, кај што не беа редовни на работа. Мораше сето тоа се поклопува да се организираат работите со другите преостанати вработени во фирмата. Не беше воопшто лесно да може да се исполнат поставените цели, затоа што на дневна основа се менува условите. Најкризен, најтежок период беше со ковид кризата, кога еднаш се деси на објект да немаме по 50 луѓе на работа, да немаме по 100 луѓе на работа, до време локдаун, комплетно затварање на објектот да не може да се работи. И со сите тие проблеми што се соочувавме во текот на градата, пак изнајдовме решение и успеавме да го изградиме објектот
на време, квалитетно и пак сите работници да бидеме на број, што е многу битна работата во однос на здравствената криза. Во целиот процес на изведба, сите вработени, од менаџментот до мајсторите и вработниците, сите сериозно ја сватија работата и предизвикот што го носат кризите, беа максимално посветени на целата работа, вложија вон серијски напори за да се надокнадат сите отсуства. Во тој изменет период, покрај тоа што беше предизвик да се менеджира работењето, уште поголем предизвик беше да се менеджира здравието на самите вработени. Од друга страна пак имавме предизвик дека треба да ги исполниме роковите кои што сме ги ветиле на нашите купувачи и сето тоа даваше посебна тежина на овој проект. И со оглед на сите тие турбулентни работи што ни се случува додека се градеше објектот, ние пак обстоевме на тоа што ни беше основната цел, а тоа да изградиме квалитетен проект во делот на динамиката што имаме поставено и тоа да го исклучитуваме и тоа успешно сме го постигнали. Безбедноста беше и најбитен момент во самиот тој период. Значи сите бевме загрижени, се користеа заштитни маски во секој период, оние дезинфекциони средства што веќе одат во заборав. Во целата таа работа обврската на купувачот да добие квалитетен стан. Обврската на купувачот не е да се запознава со секаков тип на проблеми ќе се соочи одредена компанија, вклучувајќи и нашава. Така да во таа насока мислам дека и не треба да бидат оптеретени купувачите, треба секој преземенат обврска да ја почитува до крај. Никогаш не беше дозволено купувачот да се осети дека се работи под посебен протокол. Значи, се работеше како и во стандардни услови, сите информации се добива, се можеше да се види на лице место и она што го нудиме како квалитет и како сигурност, понатака и го докажавме, иако сето тоа беше под посебен протокол и услови. Посебен предизвик беше самиот факт дека секојдневно добивавме информации за ценовен шок, односно менување на цените. Крајните цени не се зголемија и не е тоа целта на нас како компанија. Ние секогаш кога ги поставуваме целите, ги поставуваме за нашиот крајен купувач секогаш да биде задоволен. Тоа значи дека производствената цена на самиот објект се зголеми драстично, а од друга страна па сум многу горд што Golden Art не настапи со промена на цените према своите станари. Ги испочитувавме роковите и го дадовме квалитетот кој што се бара од нас. Градењето на објектот е еден синџир, алка. Нормално, за да тој објект се изгради така, сите се на некој начин битни во градбата, така и работниците. Тоа што работниците имат еден многу поголем процент битна улога во градењето на самиот проект, покрај работниците и проектантите, и администрацијата, и организација, и логистика, сето тоа е битно за тој проект се изгради навремено и со тој квалитет. И они го знаеат сето тоа, дека условите се тешки, дека мораме да ги исполниме задачите што ни се поставени, за сепак да останеме онака како што сме предвидени со роковите и динамика, да не се касни, за да можеме сето она што е ветено да го исполниме. Самите вработени има пресудна улога, затоа што работевме во услови кои што не беа стандардни како во реализација на претходните проекти. Клучното беше што секојдневно и ние бевме со нив. Од почнувајќи на работното време до завршување на работното време, секогаш бевме покрај нив, секогаш бевме со нив, заеднички го поминувавме тоа. Мислам дека тоа беше клучно да работниците бидат мотивирани да успееме да го постигнеме тоа што го постигнавме на дел. Меѓусебното почитување, меѓусебната доверба доведе до тоа навремено да си ги исполниме нашите обврски и да го добиеме ова што го гледаме денеска, тоа е еден прекрасен, грандиозен објект. Golden Art. Дом, не само стан.